Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновото издание на Маратонското отворено студио 1. Овој пат денеска за промена, вторнички ќе се дружите со мене и мојата колешка Елена Милошевска. Се измешавме малку, бидејќи вчера во студиото Стевски Латко Чалски, а еве денеска јас и Женско друштво. Така. И за почеток да не должиме секако многу, во продолжение Елена ќе ве информира што се ќе содржи ова маратонско отворено студио 1, секако во фокусот посетата на Ципрас, за тоа малку подоцна, но и ќе ги сумираме секако впечатоците од вчерашната свечена церемонија по повод годишнината на 1 ТВ. Елена, повели најнапред. Така, ти благодарам, Јана, како што спомена, денеска малку во поинаков состав, но сепак тука исто е супер во друштво на Јана. А сега ние продолжуваме понатаму, односно накратко да ве запознаеме што ќе гледате во текот на денешниот ден. Односно, она што е веќе познато е дека во првиот блок од отворено студио 1 во 14 часот ќе погледнеме накратко кои се случувањата кои што го одбележа вчерашниот ден, а исто така секако во фокусот тука ќе биде и свечената церемонија која што вчера се одржа во Македонската филхармонија по повод годишнината од 1 ТВ. Исто така линковски ќе ја вклучиме и колешката Лепа Џундева во однос на посетата на грчкиот премиер Ципрас кој што се наоѓа во Македонија. Понатаму следуваат вестите во 14 часот и 30 минути со колегата Александар Петревски, па по завршувањето на вестите се враќаме во вториот блок отворено студио, каде што и овој пат ви подготвивме една тема со која што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание, односно промоција на книгата Ателието на Монмарт, каде што ќе разговараме со младата и нова писателка Олгица Мочан, а исто така тука по овој разговор следува анализата на вестите од светот со Дејан Андоновиќ. Потоа се враќаме повторно, односно повторно настапува колегата Александар Петревски, каде што ќе гледате вести во 16 часот, а по завршувањето на вестите следува Кујна, односно Маја Готви, секако ќе научите и овој пат некој нов неа, и се враќаме ние во третиот блок отворено студио 1 во 17 часот. Овој пат ќе се дружиме со Матеа Мијановиќ, директор на фестивалот, односно на Танцфест, бидејќи во четврток се отвара премиерата 15 години, односно јубилејно издание на Танцфест 2019 година. И по завршувањето на овој трет блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно тука е Вучич, возење со Вучич, потоа нашите ексклузивци Стефан и Нина и секако веќе добро познатиот Сергеј Варушлија со неговото студио Мода. Се селиме потоа повторно во отвореното студио, вечерашно издание во 19 часот и 15 минути со колегата Александар Чомовски, каде што тој гостин ќе му биде професор Ана Томовска, а ќе разговараат на темата мултиетничкиот амбиент во Македонија и културата на гласање. Какви менаџерски кадри имаме за европска конкуренција? Потоа следува дневникот со колешката Елена Џугуманова во 20 часот и веќе добро познатата авторска емисија Правда и неправда со колешката Гордана Дувњак, каде што овој пат ексклузивно телевизиско соочување во Правда и неправда ќе има помеѓу Кираца Трајковска и поранешниот втор човек во Фиршпет и Златко Тодоров, архитект и собственик на Кубус инженеринг. Потоа се враќаме повторно во отвореното студио 1, односно граѓански форум, повторно со колегата Александар Чомовски, а тема ќе биде посета на Ципрас и секако тука вие, почитувани гледачи, ќе може да се вклучите и да дадете ваше мислење, коментар, бидејќи ќе има отворени линии. По завршувањето на отвореното студио, секако денешниот ден го заокружуваме со вестите во 22 часот и 30 минути, повторно со колешката Елена Џугуманова. Накратко, тоа е ова што ќе гледаме сега, ние продолжуваме понатаму. Така е, Елена ви најави што се ќе содржи маратонското отворено студио 1. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание. Ние се уште ги сумираме впечатоците од вчерашната меѓутоа, она што е важно, верувам дека сите од вас кои што не беа присутни во Македонска филхармонија не следеа пред малите екрани или онлайн нашиот пренос, но она што за почеток на ова студио е вредно да се напомена, односно ќе погледнеме изјава од собственикот на телевизијата, односно дел од обраќањето на Бојан Јовановски, но исто така оној момент, односно гест кој што најде на голем поздрав од јавноста, дека наместо фактички нели парите, односно сумата за огномет
кој што е доличен за таков тип на церемонии, Јовановски одлучи да додели чек од 5000 евра во денеска противвредност за лекување за малата Васија. Па во продолжение ќе погледнеме еден дел од неговиот говор и дел од атмосферата. Долг е патот од седиштето до сцената, исто така како што е долг патот до успехот. Оваа порака не можеме да ја имаме како парола за еден ТВ, поради тоа што еден ТВ за една година постигна сериозен успех. За тоа сме заслужни сите ние кои што работиме во еден ТВ, сите ние кои што се трудиме еден ТВ да биде различна, да биде поинаква, да внесе свежина во сечи дом. Еден ТВ не е обична телевизија и не се трудиме да биде обична телевизија. Еден ТВ е магија, како што можевме и да слушнеме. Она што ми е многу драго е тоа што многу го препознаа квалитетот на еден ТВ. На оваа свечена церемонија да зборувам за оние другите. Зборувам за оние кои што ја препознаа креативноста, желбата, трудот, инвентивноста и различноста на еден ТВ. Она што сакам да го споменам е дека кога го бирав тимот за еден ТВ, размислував на луѓе кои што знаат што е телевизија. Затоа со огромно задоволство сакам да ги поздравам сите уредници, сите новинари, сите други чинители во телевизијата, а особено човекот кој што е столб на таа телевизија. Тој е мудар и е човек кој што навистина не случајно со години бил главен и одговорен уредник на многу значајни телевизии во оваа земја. Благодарам Ацо Кабранов, од се срце. Кога ја подготвувавме оваа церемонија, размислував за што поспектакуларен настан, поради тоа што ретки се настаните од овој тип во Македонија и се надевам дека се чувствувате добро и дека успеавме во тоа. Следејќи пример дека на вакви церемонии обично има огномет, првата моја идеја беше секако ние мораме да имаме огномет. Одлучивме дека ќе немаме огномет. Јас ќе ја замолам девојката која што ќе ме молам. Ние одлучивме дека наместо огномет, ви благодарам, ќе имаме друг тип на донација. Огнометот кој што вечерва требаше да се случи по повод оваа телевизија ќе чинеше околу 5000 евра во денарска противвредност. На телевизијата 24 на нашата конкуренција денеска прочитав една вест во која што велат за младо девојче по име Васвија и апелираат за помош. Ние одлучивме наместо огномет овие средства да ги дадеме на малата Васвија која што боледува од редок тумор. На семејството на Васвија од еден ТВ ќе бидат уплатени овие средства и ќе посакаме сите од оваа сала побрзо да оздрави и да е жива и здрава, поради тоа што е многу мале. Да, погледнавме дел од обраќањето на собственикот на еден ТВ Бојан Јовановски, а сега она што е веќе познато е дека на свечената церемонија исто така дојдоа и бројни ценети гости, политичари, личности од македонската естрада и сите тие упатија само пофални зборови и честитки до нашата телевизија. Јас да не должам многу да погледнеме што порачаат тие. Дали ја следите програмата на еден ТВ? Да, секогаш кога имам време и простор, ја следам заради тоа што ова една година
ново нешто на медиумскиот простор, мислам дека и требаше малку поинаков пристап во медиумите од страна на медиумите и мислам дека Еден ТВ тоа го покажа дека може да се направи. Еве да ви посакам честитки за првиот роден ден, многу среќа понатаму во работата и се надам дека уште повеќе ќе бидете мотивирани за новости во медиумите. Се надевам дека сите медиуми во Република Македонија ќе одат по патот на Европската иднина на Република Северна Македонија и дека сите независно, непристрасно ќе ги донесуваат до гледачите сите настани и информации. Госпоѓо Јанева, нас не следи епитетот, можеби најбрзо растечка телевизија, освежување во етерот. Дали вие ја забележувате разликата во македонскиот етерот како ние зрачиме точно пред една година? Секако дека ја чувствуваме, се надеваме дека тоа ќе продолжи и понатаму и тоа како што реков дека сите треба, најважно е да медиумите бидат што понезависни и непристрасни во своето известување. Што би им препорачале на гледачите во овој момент по повод првиот роден ден на Еден ТВ? Па би им препорачала многу успеси на секое поле, на сите граѓани на Македонија, со тоа и на самата телевизија, да може да бидете се понепосредно до гледачите на Република Македонија. Поддршката значи само кога е заслужена. За среќа Еден ТВ знае кога да направи разликата, кога стане збор за заслужена и незаслужена поддршка и да пресуди соодветно. Инаку можеби ќе ми замерат политичките водители, мене Сергеј ми е омилен, така да... Така. Супер, во тој случај што вие би им порачале на нашите гледачи? Само така. Значи на гледачите само храбро да продолжат да слушаат, а на водителите, што е позначајната работа што треба да се препорача, само храбро, само така и само напред. Овој пат сме во одлично друштво на министерката за правда Рената Дејсковска. Добро вечер, добро дојдовте. Како се чувствувате пред се? Навистина е прекрасна атмосферата, гледам дека имате многу гости кои што се дојдени да ви го честитаат роденденот и мислам дека со право, бидејќи вашата телевизија во изминатата година навистина внесе промени во медиумскиот простор во нашата држава, не само со информативниот дел каде што превземавте голем дел од бардовите на македонското новинарство, туку и во забавниот дел, разни шоуа кои што привлекуваат публика од најмали до најстари. Ова вечер настрана од политиката, каква порака ќе им испратиме на сите гледачи на Еден ТВ? Па мојата порака би била да останат на фреквенцијата на вашата телевизија и тоа пред се на забавниот дел, а секако да се информираат и од политичките емисии. Прекрасно. Као и цела сценографија и целиот догаѓај. Ви се допаѓа ли работата на Еден ТВ изминатава година? Прво да ви честитам Така годишнина? Без првиот роден ден. Прекрасна работа што се отвори уште една телевизија. Уште поубаво е што таа телевизија стана за многу кратко време, за надувачки за многу кратко време. Многу и сериозна и забавна, донесе некои нови формати, нови комплетно за македонски медиски простор. Така да секој респект, покрај честитки еден респект на целата екипа на телевизијата и посакувам многу нови прослави и се поголеми успеси. Посакавте многу успеси на нашиот медиум и во иднина да напредуваме. Меѓутоа, што ќе им порачате и посакате на нашите гледачи? На вашите гледачи да, како викате вие, да останат на правата фреквенција. Така? Да сте на правата фреквенција. Мислам дека не треба ништо да им се препорачува, луѓето знаат да препознаат квалитет, вие го имате прекрасен спој на младост и искуство. Да, прекрасен спој, така да што е тешко да се направи, но кога се направи тоа е експлозивна. Се чувства ли на медиумскиот етер она 9 часовна маратонска програма на Еден ТВ, при тоа само ние го имаме тоа во Македонија? Дали е тоа огромен новитет во Македонија? Па да, на тоа мислев, покрај тоа имате уште неколку тие новитети, тоа е една комплетно нова така ситуација, дека можете нонстоп да сте уклучени на место на случувања, да сте некоја што е малку зачудувачки, сензационалистички за наши прилики, бидејќи не сме го имале тоа, али е супер. Видите, секоја работа е прекрасна, вие за некои работи ги подигнате стандардите, така да респект, честитки на вас, на сите. Ви благодарим уште еднаш и се надам дека имате добра забава. Јас сум сигурен. Ви посакуваме убава вечер и убаво да си поминете.
во оваа прилика да ги издвојам едни од моите најдраги гости во изминатите неколку месеци во отвореното студио, а тоа се нашите шампиони кои дојдоа со медала од светско првенство, златна медала од светско првенство, Цако и Сара Кочан, која ја организираше целата приказна. Цако, прво, Цако ми е и колега водител, нели? Да подсетам и на тоа. Цако, како кои се ефектите од тој успех кој го направивте во Полска, златната медаља и целата промоција која имавте во медиумите? Дали луѓето почнаа да разбираат? Па да, почнаа да разбираат. Ви благодарам, нели, што сум тука до вас и вечерва. За лицето на попритеност е подигане на съвеста за понатаму и тие да можат и тие да успеват во нивниот живот. Ти благодарам, Цако. Сара, какви беа ефектите, сега може да звучи нескромно, од настапот кој го имавте кај нас, бидејќи имаше можност и публиката да го види перформансот кој го е освои златната медаља, а и да ги чуе вашите размислувања и како поминавте во Полска? Танчерите со Даунов синдром во нашето студио веќе работиме со танчери со Даунов синдром и други попречености 5 години. Имаат секакви успеси, меѓутоа медиумското внимание, медиумскиот простор кој што им беше даден со освојувањето на светската титула на светскиот шампионат во Полска во хип-хоп, мислам дека допринесе до тоа да луѓето сватат дека различностите се убави, да почнат да ги прифаќаат и да научат дека овие лица кои им е дадена шансата може да направат многу. Да, имаме позитивни ефекти од гостувањето и кај вас и во сите медиуми и со таа сега сакам и да ви го честитам роденденот и да продолжите така и да ги препознавате и да им давате на лицата со попреченост се повеќе и повеќе медиумски простор. Нека ви е со среќа првиот роденден за многу години. Според вас како помина ова прво прославување на роденденот? Како што ви личи, со еден збор ако замислувам роден ден на нова свежа телевизија која што е во подем, вака треба да изгледа. Како ти се чини да се појави уште една телевизија, година дена издржавме, важно ли е тоа за македонската медиумска демократска политичка сцена? Кога сака човек да каже нешто различно од она што е мнозинско или она што е доминантно мислење, без повеќе медиуми и без слободни пред се медиуми е невозможно. Така да Еден ТВ беше прекрасно освежување за нас секојаш отворено, уште на старт, за реформските идеи, за новите идеи, но и за оние кои мислат спротивно, што е многу значајно. Мислам дека правиме живи дебати, дека разменуваме аргументи без пардон и мислам дека е тоа нешто што е модерно. И атмосферата и чувствата кога сме на дебата кај вас се посебно пријатни и задоволство се учествува. Професор Бленим река амбасадор, вечерова во улога на претседателски кандидат. Додека другите ја шетаат Македонија, вие се решивте да трнете од метрополата на Македонија. Во еден период мислам дека албанците побара да се префалат партиските седишта во Скопје, како знак на тоа дека и Скопје е дел од некаков израз, како вие велите, на републиканството. Да, не само тоа, него јам, пошто сум самиот скопјанец, би било стварно неизбежно да го одбегнеме Скопје, а Скопје е сепак срцето на Македонија, Скопје е целата филозофија на Македонија, а како што рекоте, во мојот концепт за република за сите, значи за еден републикански модел и републикански поред, без Скопје тоа е незамисливо. И затоа и малце символично, но и поише институционално, јас сакав мојата кампања да ја почнам тукму од Скопје. Бленим, ќе можете ли да издржите ваква динамика со оглед на комоцијата на екс-катедрата на професор Луков? Да ви кажам право, ја мислам дека чак овој и ми се допаѓа, чак ми изгледа и малце и флексибилно, затоа јас сум мислел дека кампањите се уште потешки, уште понапорни и уште физички неиздржливи, но мислам дека веќе ова се уигрува и ќе имаме сега и во други градови, но пред се јас сакам да внесам некои новини во кампањите, председателски кампањи, освен оваа класична, традиционална митиншка кампања, ќе имаме едно 4-5 такви. Јас се трудам да инаугурирам две иновации, а тоа е Река Токс или разговори со Река, во кои интелектуалците од сите националности ќе дојдат, ќе ме слушат, но и ќе ме критикуваат, ќе бараат
прашања, ќе одговорам колку што е можно. И третата е малце пограѓанска со обичните граѓани, едно кафе со председател. Сега сакам да ја прашам. Кога имате председателски дуели, ќе дојде и Гордана Силјановска. Да. Како манирна амбасадор. Да. И како против кандидат, ќе ја бакнете или ќе ја бакнете за рака? Видите, видов дека ова фотографијата што вртеше овие денови, кога во ДИК ние ја подпишавме таа кодекс, декларацијата, и ние имавме една пријатно, колегијално бакнување, немам ништо персонално и приватно, ние се знаеме, ние сме колеги, и мислам дека тоа беше уште еден сигнал и уште еден месец дека ние не влегуваме у некоја битка за живот и смрт. Па ние сме интелектуални и не гледам ништо од тоа ако се бакнуваме, ако се поздравуваме, ако се гушнуваме. На крај на крајот, ние сме сите граѓани на Република Македонија и сите... Гледате ли ова еден телевизија? Како да не? Јас сум утоварен со еден, ама мислам дека концептот оди во една подинамична форма на информирање. Допира ли до вас тоа што го правиме ние на еден телевизија? Допира, и ја мислам дека повеќе овие бариерите јазични, национални, медиумски што постоеја пред 20-30 години сега се сплотуваат и мислам дека граѓанинот има избор, значи ова е дигитронот и кој каде сака гледа. Значи веќе нема импонирање дека треба се гледа ова. А1 е една од успешните Еден ТВ. Еден ТВ е една од новите телевизии кои со нов концепт, ја мислам за една година освои доста гледачи. Ја ви посакувам све неубаво, затоа и дојдов да ја поздравам, да ја посакувам све неубаво и не само една, него и повеќе години. Буки кога излезе баш да зборува, нели, во неговиот поздравен говор, го кажа, нели, тоа дека ретко се случуваат тие настани и коментарите на сите што сидевме, нели, овде во филхармонијата беа да, навистина треба почесто да има вакви настани. Можеби, нели, не сега не знам колку често се смачува, колку да е интересно и добро. Меѓутоа, навистина ни достигаат овакви настани, а јас од Буки па не очекував ништо помалку од ова што се случува оваа вечер. Програмата е феноменална, уживавме во еден концерт за кој што ретко кому му успева да ги собере тие имиња на едно место. Особено кога ќе се земе преди дека и Владко Стефановски беше еден од гостите, чисто фанови сме сите ние овде. Како за крај што ќе им порачаш на гледачите на Еден ТВ? Па, гледачите како гледачи, секогаш да знаат да разпознаат што е добро, да бидат редовни. Знам дека, нели, социјалните мрежи, странските телевизии земаат голем дел од времето. Меѓутоа треба да се почитува македонската, нели, нашите телевизии, да се почитуваат. Ништо, едноставно бидејќи сте, нели, пак ќе кажам, релативно нови, да ви дадат шанса за докажување, односно тоа веќе го направија, ви тоа го докажавте, го оправдавте и ви посакувам уште многу среќни и успешни години и на Боки, и на неговата екипа, на тебе, на сите кои што работат таму, милени сте ми вие ексклузиви и се разбира Сергеј. Тоа исто така една невидена новина, нели, Сергеј, она што го направи, баш ги раздрма сите, така што само ќе кажам уште еднаш среќен роден ден, први е и да додаваме многу бројки таму, од срце. Да, тоа беа дел од роденденските честитки и пораки на сите оние гости присутни вчера на свечената церемонија по повод одбележувањето на годишнината на Еден ТВ. Со тоа и полека ќе го заокружиме овој отворен прв блок заедно со мене и со Елена. Сепак линковското вклучување на колешката Лепа Џундева ќе го оставиме за кратко, односно за вестите кои што следуваат со колегата Александар Петрески, со оглед на тоа што повеќе секако се одолжи през конференцијата која што дел имавте можност да ја погледнете и во живо, па најновите информации, сублиматот од се она што беше кажано од двајцата премиери ќе ви информира, односно ќе ви го соопшти колешката Џундева за кратко. Илана, со нас повторно се гледаат во 15 часот и 20 минути. Останете во добро расположение.